Она што МВР не може да го направи 2 месеци, црногорската полиција го направи за само 2 дена. За нив невозможното сепак стана возможно. Безбедносните структури во Подгорица пронајдо еден од дојавачите на бомби само 2 дена откако дојавата беше пратена. Тајната VPN конекција во странство во овој случај не беше проблем. Додека од МВР се правдаат дека нема како да ги пронајдат дојавувачите, црногорскиот случај не бил некој голем успех за нашиот премиер Димитар Ковачевски. Тој повторно искористи прилика да се пофали дека и тие пронашли еден дојавувач, малолетник од Скопје кој не користеше тајна VPN конекција во странство. Доколку ги погледнеме пораките кои што денес се пуштени за дојави на бомби во нашата држава и доколку се споредат со пораките на пример во Црна Гора и во други држави, се работи за скоро идентични пораки на кој начин се најавуваат бомбите. Тоа што некоја држава успеала да најде еден случај на некој што дојавувал, тоа не значи дека се најдени сите. Исто така и ние ви информиравме дека имавме најдено еден случај. Ако ги слушаме зборовите на премиерот, ќе сватиме дека институциите знаат се за дојавите за бомби, освен тоа кој ги праќа, и секојдневно шири паника меѓу граѓаните. Ковачевски вели дека сигурно станувало збор за хибридна војна, а не можни изолирани случаи на адолесценти или хакери. Со таргетирање на места, институции, објекти и градови со голем број на жители, каде што се повторува патерн на пораки кои што се исти во повеќе држави, а се исти во многу држави, тогаш може да се постави предпоставка дека се работи за хибридна војна. Од опозицијата обвинуваат дека тоа што 2 месеци власта не може да открие кои ги праќа дојавите за бомби, ја покажуваат неспособноста на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.